Град Скопје ја почнува изработката на акцискиот план на Зелен град и со тоа станува првиот град од државава што се приклучува на мрежата на зелени градови на Европската банка за обнова и развој. Ова денеска го истакнаа учесниците на вовидниот состанок и работилницата за имплементација на едногодишниот проект за поддршка на развојот на акцискиот план Скопје Зелен град. Како што истакна градоначалникот на град Скопје Петре Шилигов, акцискиот план треба да му помогне на град Скопје да ги идентификува и адресира предизвиците за животната средина, цврстиот отпад и рециклирањето, централното грејење, третманот на отпадни води и урбаниот транспорт, со цел да се намали локалното загадување, да се подобри енергетската ефикасност и ефикасноста на ресурсите, како и адаптација на климатските промени. Најави дека акцискиот план ќе се изработува околу 13 месеци пред да се разгледа и усвои на седница на Советот на град Скопје. Клучни сектори што ќе бидат опфатени од овој акциски план се сообраќајот градежните објекти, индустријата, енергијата, водата, цврстиот отпад и употребата на земјиштето. Наша крајна цел е да се изработи акциски план на градот Скопје за Зелен град, кој што ќе биде усвоен од страна на Советот и затоа ги користиме и услугите на Европската банка за обнова и развој и консултантите кои што ги има. Еден веќе проект заеднички го работиме, тоа е набавката на автобусите која што е во тек и очекувам дека чекор по чекор она што можеби некому му личи на невозможна мисија ќе успееме да го завршиме, бидејќи од овој акциски план треба да ни произлезат мерките кои што градот ќе ги превзема како политики во наредните 10 години на долг рок, кои чекори треба да ги преземеме во наредните 5 години и кои треба да ги преземеме како среден рок и кои треба да бидат превземани интервентно. Шилигов додаде дека важно е на крај да добиеме документи, креирање политики што ќе овозможат да живееме во поздрава животна средина од онаа со која се соочуваме во последната деценија. ЕБОР ќе соработува со град Скопје и со представниците на општинските институции на овој проект со цел да ги идентификува приоритетите преку претходно дефинирани одредници од страна на Организацијата за економска соработка и развој и глобалната мрежа на локалните влади за одржливост, за да создаде план на активности и цели за действување во наредните 10 години. Планот ќе биде развиен во тек на оваа година, пред да биде поднесен за одобрување пред Советот на град Скопје. До сега ЕБОР има инвестирано над 1,85 милиарди во нашата држава, во 115 проекти, од кои најголемиот дел се во инфраструктурниот сектор. На воведниот состанок и работилницата за имплементација на едногодишниот проект за поддршка на развојот на акцискиот план Скопје Зелен град денеска присуствуваа представници од општините, бизнес секторот, невладиниот сектор, како и од повеќе институции и консултанти.